Среда 22 ноември, кратки вести во 12 часот. Од иницијативата за заштита на животните Лајка алармираат дека во околината на Охрид на излезот кон Струга на јавна површина е направен ринг за борби на кучиња, што дека низа законски одредби се прекршуваат. Некои имаат привилегија да се ставаат над законите и при тоа, иако прекршуваат закон, да се закануваат на оние што почитуваат закони и важат за честни и совесни граѓани, велат од Лајка. Градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков на социјалните мрежи напиша дека ваквата состојба е нечовечна и нецивилизирана и додаде дека е потребна брза институционална реакција на соодветните институции. Охридјанецот Петар Марковски го освојува светот. Со својата виолина настапи во Ватикан пред папата Франциск во рамки на настанот World Day of the Poor. Марковски ја имаше честа да биде најавен како единствениот македонски музичар кој настапил пред папата Франциск, најава која беше дадена на самиот настан и на сите италијански телевизии, меѓу кои најпознатата Рај 1. Ученици од Средното општинско стручно училиште Свети Кирил и Методи постигнаа одлични резултати на финалето на бизнис над преварот Основа и свој стартап, што се одржа во организација на Касарна Хаб. Прво место за Event Buddy апликација за тековните настани во градот и пошироко. Второ место го поделија Екопарк и Spacework, бизнис планови за рециклирање и подигнување на еколошката свест кај граѓаните. Главна цел на овој настан беше да се поттикне предприемачкиот потенцијал на младите. Времето денес претежно облачно со услови за повремени врнежи од дожд со променлив интензитет. Дува слаб до умерен јужен ветер. Максималната температура во Охрид до 12 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.